На каков начин Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово како институција е различна од останатите и постапува во поглед на подобрување на животната средина? На оваа тема разговараме со представниците на Универзитетскиот институт за животна средина и здравје, директорот Вели Креци и техничкиот советник Дарко Спировски. Целта со овој институт е да воспоставиме најпрво, значи да воспоставиме линк меѓу институтот и заедницата која што е засегната во однос на темата што ние ја истражуваме. Темите или темата што истражуваме е животната средина и дали можеме да дојдеме до некои научни сознание кои што ќе помага на заедницата да ги реши, да речеме, проблемите во однос на, како на пример, загадувањето. Значи, ние во институтот правиме сите напори да дојдеме до и применливи решенија кои што исто така ќе бидат прифатени од страна на носителите на одлуки. Исто така тоа ќе покрена свеста кај граѓаните дека ова тема треба подетално да се дискутира и да биде поприоритетно на агендите на носителите на одлуки, а и се разбира и на академските институции и другите невладини организации кои што се дел од пошироко во заедницата. Како институт сега повеќе инвестираме во областа на креирање пилот проекти во нашата институција во однос на energy efficiency, ефикасност на енергија. Например, кој што инвестираме на еден проект, на една кој што би значило една училница или една зграда која што ќе ги имплементира сите критериуми за energy efficiency. Со тоа дека ако тоа може ние да имплементираме во нашиот кампус, тоа да биде како пример на другите институции на што треба да инвестираат и како треба напред да ја креираат таа политика за да дојде до конечното решение кое што е energy efficient building или енергетски ефикасни згради, кои што исто така ќе се намали и се разбира и костот и трошоците за организациите и институциите, но и од друга страна ќе се намалува загадувањето. Климатскиот акционен план, создаден во 2010 година, е насоката според која работи универзитетот за да создаде поздрава природна околина. Студијата подразбираше, значи, конкретни податоци, значи земање една референтна година 2010 или 2009, може да се види, значи, од податоците на студијата, каде се дефинира колку нашиот универзитет во склоп на една година со сите своји активности, директни и индиректни, генерира емисија на CO2 и испадна некоја бројка од 5100 тони годишно дека нашиот универзитет емитира во атмосферата на глобално ниво. Значи, тоа беше првиот дел од таа студија, од стратегија. После дојде како дел од еден акционен план со кој што ние деклариравме пред нас како крајна цел за период од 10 години некаде 35 до 37% да ја намалиме емисијата со одредени, нормално тоа подразбираше и одредени активности што треба да се превземат внатре во нашава институција со цел да се намали емисијата. Предвидени се негде 6-7 активности, како што беше замена на грејењето, тогашно грејење со нафта, со некој друг помалку емитирачки енергенс, учество у производство на одредена електрична енергија, да биде учеството од некои обновливи извори, практично ѓубре, селекција на отпадот, тоа се вака директни активности што универзитетот требаше да ги направи и воедно индиректно да влие на студентите, наместо хипотетички да се возат со сопствени возила, секој посебно да користат евентуален градски автобус, кој што на жалост Тетово се уште го нема, така заеднички патувања или по можност рецимо патувањето што кадарот го прави за разни конференции низ светот и тоа значи со неговата тежина во авионот и тоа исто така зголемено зголемување на CO2 емисијата. Ова е согласно методологија на IPCC. Да, наместо само ви дам како конкретни примери, наместо се патува, да видеоконференција се користи со што би се намалило влијанието на емисијата на CO2.
тој 10-годишен план, значи во најголем дел, значи од тие 35-6%, огромен, мислим некаде околу 70-80%, можем слободно да кажем, точни бројки може да се извадат, ние веќе во првите 5 години ги постигнавме, затоа што веднаш се почна со примена на најголемите, би рекол, предизвикувачи на емисија на CO2, а тоа беше електричната енергија и, како би рекол, грењето. Значи, грењето е заменето во целост со пелет, кој што е далеку енергетски поефикасен, а плюс тоа и помалку емитира, затоа што има многу повисок фактор на искористување, и инсталираме 100 киловатна фотонапонска постројка, која што негде 10 до 12-15% месечно, годишно поточно ја субституира набавката на електрична енергија од системот, која што знаете дека најголемиот број се произведува во термоцентралата Битола и таму се троши јаглен за тоа да се направи. Тоа се вака два поголеми, предизвици кои што се сочиме и ги реализираме, башка се стимулираат студентите да користат заеднички превоз, воедно и да веќе постои таа примарна селекција на отпадот на ниво на универзитетот. Тоа се механизми кои што ние прво пред све внатре заради нас ги направиме и со цел да тоа како пример после биде за пошироката заедница. За останатите проекти на универзитетот и институтот во наредните изданија на регионалните вести ќе следат уште делови од снимените разговори со представниците на оваа високообразовна установа во Тетово.